Страшни се бројките и фактите од нивното владење. Замислете, 67% поскапени комунални давачки за граѓаните. За 28% е поскапена цената на водата, што ветуваа дека ќе ја намалат. Ова ненародна власт направила буквално кражба од Прилепчани преку организирано поскапување на сите услуги и правење сомнителни сделки со приходите. Паркингот исто така поскапен. Прилеп е, замислете, единствениот град кој нема служба за зимско одржување и во кој ноќе е темно по улиците. Каде се парите од граѓаните? Тоа е прашањето кој што ВМРО-ДПМН треба да го одговори. Неспособноста не завршува тука. Дури и доделените пари од владата на СДСМ во висина од 90 милиони денари за изградба на фабрика за рециклирање отпад не успеа да ги реализираат. Едноставно немаат ништо изградено. Прилепчани треба да знаат дека на сите овие одлуки стои подписот на Дејан Продановски од ВМРО-ДПМН, човекот кој сега ја бара вашата довера. Јас ве прашувам, ќе дозволите ли нови 4 години хаос и кражба од граѓаните? Но, почитувани присутни, катастрофалните политики на власта не завршуваат на локално ниво. Мицковски и ВМРО-ДПМН за 1 година и пол докажаа што значи негрижа и поценување на земјоделците и тутунарите. Никогаш во историјата ниедна влада на овој начин ги нема понижено луѓето кои со мака и пот заработуваат за своите семејства. 30.000 тутунарски семејства беа изневерени токму од оваа влада. Денеска го гледаме парадоксот на лажните патриоти од ВМРО-ДПМН. Ветуваа развојна политика и грижа, а ги оставија на цедео оние што најмногу работат. Земјоделците се без поддршка, без стабилен откуп и без реализирани субвенции на време. Со ВМРО-ДПМН системот на субвенционирање е неправеден. Се фаворизираат големите компании, а малите тутунари добиваат закочена или едноставно касна исплата. Откупите не се спроведуваат според реалната проценка на количините на тутун. Дозволата за увоз на тутун го подкопува домашното производство, па многу производители остануваат неплатени или добиваат нецелосна вредност. Почитувани присутни, ВМРО-ДПМН направи многу штета, но убедливо најмногу во земјоделството. Лозарите, оризопроизводителите, градинарите, сточарите, денес сите живеат полошо поради тоа што немаат поддршката од државата. Пред некој ден видовме како земјоделците ја фрлаат пиперката поради лошите политики на Цветан Трифуновски и Христијан Мицковски. Сакам граѓаните и земјоделците да знаат. Социјалдемократскиот сојуз на Македонија со сите своји мани секогаш беше на нивна страна. СДСМ преговараше, се договараше со нив. Заедно ги носеше одлуките со нив и во нивен интерес. И кога беше тешко во земјоделието, и кога не се погодуваше сезоната, СДСМ застануваше во одбрана на овие луѓе. ВМРО-ДПМН ги игнорира и арогантно ги навредува. Почитувани присутни, разликите помеѓу СДСМ и ВМРО-ДПМН никогаш не биле поочигледни. Денес сме исправени помеѓу избор, помеѓу две Македонии, помеѓу две сосема различни иднини. Едната е нашата, Македонија на трудот, на знаењето, на граѓаните што сакаат да живеат во мир и достоинство. Македонија која го почитува и вреднува трудот на работникот и која го почитува и слуша гласот на народот. И другата е нивната. Македонија на стравот, на поделбите, на омразата, на ароганцијата. Македонија каде власта контролира се за сопствен интерес, каде мислењето на луѓето е неважно како ланскиот снег, а каде иднината е неизвестна. Мицковски и неговата банда под превезот на лажниот патриотизам донесо ослабена економија, партизирана држава, плати кои стагнираат и цени кои дивеат. Мицковски нема ниту чест,
ниту љубов кон земјата и граѓаните. За него постојат само калкулации, спинови, лични амбиции и бизнис делки. Тие зборуваат за народот, но народот не го слушаат. И тоа е најголемиот доказ за лажниот патриотизам. Патриотизам не е да го делиш народот, туку да го обединиш. Патриотизам не е да ветуваш лажна гордост, туку да создаваш услови луѓето да живеат гордо. СДСМ тоа го покажа. Не со зборови, туку со дела. Со секоја една донесена мерка. Со секоја една тешка одлука. Со секој потек, што значеше подобар живот за граѓаните. Време на економска криза, кога другите кратеа, ние зголемувавме плати и пензии. Во време на неизвестност, кога сите се гледаа самите себе, ние мислевме на најслабите. И тоа е нашата најголема разлика. Ние не ветуваме дека ќе ја сакаме државата повеќе. Ние покажавме дека знаеме да се грижиме подобро за неа. Денес гледаме власт што не знае што значи државност. Власт што секој ден го понижува трудот на обичниот човек, а се однесува кон институциите како кон партиски штабови. И кога ќе ги слушнете нивните празни говори, запомнете едно: луѓе без визија и резултати секогаш зборуваат најмногу за минатото и за противникот, затоа што резултати немаат, а иднината им е неизвестна.